Волкот и седумте јариња. Си беше еднаш една стара коза и имаше 7 јариња, кои ги сакаше како што мајка си ги сака своите дечиња. Еден ден таа се готвеше да појде во шумата по крма, па ги повика сите 7 јариња и им рече: Мили дечиња, јас ќе одам шума, чувајте се од волкот. Ако дојде, сите ќе ве изеде. Тој злосторник честопати се преправа, но вие лесно ќе го препознаете по неговиот груб глас и по црните шепи. Мамо, и рече тогаш малото јаренце, ќе бидеме предпазливи, ти можеш да одиш и не бери гајле. Старата коза замина и спокојно тргна в шума. Не помина многу време, а некој затрупа на портата и викна: Отворете, мили деца, доаѓа вашата мајка и секому по нешто му носи. Јарињата меѓутоа, по грубиот глас го познаа волкот и му одговорија: Не ти отвораме, ти не си нашата мајка. Таа има мил и тенок глас, а твојот е груб, ти си волкот. Тогаш волкот отиде кај еден прематар и купи едно големо парче креда и го голтна. Од тоа гласот му стана поубав. Тој се врати и затропа пак на портата велејки: Отворете, мили деца, дојде вашата мајка и секому по нешто ви донесе. Меѓутоа волкот не се сети дека на прозорецот ја стави својата црна шепа, па кога децата го видоа му одговорија: Не ти отвораме, нашата мајка нема црни стапала како твоите, ти си волкот. Тогаш волкот потрча кон фурнаџијата и воздивна: Се удрив по нога, намачкај ми ја со тесто. Кога фурнаџијата му ја намачка шепата со тесто, волкот отиде кај воденичарот и побара шепата да му ја посипе со брашно. Воденичарот помисли дека волкот некого ќе измами, па се двоумеше, но волкот му се закани дека ќе го растргне ако не го обсипе со брашно. Тој се уплаши и му ја обеле шепата. Да, такви се луѓето. Злосторникот отиде трет пат, затропа на портата и нежно рече: Отворете ми, дечиња, вашата мила мајчичка се врати и секому од вас по нешто му донесе од шумата. Јарињата почнаа да викаат: Покажи ни ја најнапред твојата шепа, за да знаеме дали си нашата мила мајка. Волкот ја стави шепата на прозорецот и кога јарињата видоа дека е бела, си помислија дека е тоа вистина, па ја отворија портата. И ете го волкот. Јарињата се уплашија и сакаа да се скријат. Едно јаре скокна под маса, друго в постела, третото јаре во печката, четвртото во кујната, петото во шифонјерот, шестото под мијалникот, а седмото во сандачето од зидниот часовник. Но волкот ги најде и без двоумење сите ги голтна. Само најмалото јаренце, тоа што се скри во сандачето од зидниот часовник, не го најде. Кога волкот се налапа, си отиде и легна на тревата под едно стебло и заспа. Наскоро од шумата се врати старата коза. Но што најде таа? Портата беше широм отворена, масата, столовите, клупите, се беше превртено. Од мијалникот останаа само парчиња. Покривачите и перниците беа расфрлани. Таа започна да ги бара своите деца, но не можеше да ги најде. Ги викаше редом по име, но никој не се одзиваше. Но кога го повика најмалото, се јави едно тенко гласче: Еве ме, мила мамице, овде сум во сандачево. Таа го извади јаренцето, а тоа и раскаже како дојде волкот и како сите јариња ги изеде. Можете да си представите колку плачеше кутрата мајка за своите деца. Така нажалена таа излезе од куќата, а покрај неа подскокнуваше најмалото јаре. Кога дојде на ливадата, таа го виде волкот како лежи под стеблото и грчи така што сите гранки се тресеа. Таа почна да го гледа од сите страни и виде како нешто во полниот стомак се мрда и се преметнува. Господе, си помисли козата, кутрите мои деца што ги голтна за вечера, можеби уште се живи. Таа веднаш го испрати јарето дома да донесе ножици, игла и конец. Старата веднаш над зверот му го распара мевот и само што засече, едното јаре се подаде и дзирна. И така, сечејќи понатаму, испорипаа сите 6 јариња, едно по едно.
Сите уште беа живи и неповредени, зашто зверот на брзина ги голтна цели. Каква радост! Тие и се умилкуваа на својата мајка и скокаа како бесни околу неа. Тогаш мајката им рече: "Одете и донесете камења, со нив да му го наполниме мевот на ова немилосрдно животно, додека уште спие." Сите 7 јариња веднаш донесоа камења и му ги ставија на волкот во стомакот. Тогаш старата коза брзо го соши, а волкот ништо не почувствува, ниту се помрдна. Кога најпосле се наспа, волкот стана и бидејќи од камењата во стомакот го мореше жед, тој отиде кај кладенецот за да се напие вода. Но кога започна да оди и да се движи криволево, камењата во него затропаа и почнаа да се тркалаат. Тогаш волкот извика: "Што ли вака криво-лево ми се метка се во мевот? Тоа не се јариња, туку само камења." Кога дојде кај кладенецот и се наведна да пие вода, тешките камења го повлекоа во водата и тој се удави. Кога тоа го видоа јарињата, дотрчаа и извикаа: "Волкот е мртов, волкот е мртов!" И со својата мајка започнаа да играат околу кладенецот.